За април, минималните пари потребни за живот биле 32.990 денари. Месец претходно за март потребни биле 400 денари помалку, што значи за живот станува се потешко, а речиси 30 години политичарите зборуваат за подобар стандард. Како е Македонија посебна, секој пат зборат и никако да се оправи работа. Се разговара, се зборе, се станчат и тоа е. Не се оправа. Остај со политиката више. Што има политичари са сите исти. Тоа више завршила песната, они више политичарите да немат поверење у народа и нема да имат поверење више. Ја по моје мислење немам поверење да имат. Затоа што се што кажат се излажат. Оние што не знаат или не се сеќаваат имаат потсетник. Во секојдневните повисоки цени се полош животен стандард. Останатите трошоци се ревидираат и речиси анулираат за сметка на основните трошоци, а пред се храната и комуналните обврски. Сето ова може некако и да се поднесе, но ножот допре до коска, односно до здравието. Например, не само што не се оди на превентивни прегледи, туку огромен процент немаат пари ниту за лекар и кога се во неволја. Познавам доста народ што немат примења за да се јават на здравствените услуги, иако се ветуваше дека здравството ќе е бесплатно, за секое одење се плаќа, за секое повикување на брза помош се плаќа 100 денара, а прекуно треба да си ги купиш лекарствата, они само дојдат да извршат интервенцијата. Уште да јас самиот знам да ставам инекција, нема потреба од брза помош. Повеќето се такви отколку тие дивите градби, одивува кај една жена, жално и страшно. Нема креденс кај лиштата да се ги стави. Може ли да се дозволи да отиде на лекар? Па сега не може, не се баш многу така мокни. Има. Ја имам една таков случај што, ама па имам волја, здрав сум и почитувам од згоре горниот го гледам. И он за нас работи. Во оваа ситуација, најголеми проблеми имаат пензионерите кои за лекови трошат дури четвртина од пензиите. Половина од парите се за храна, а останатите за комуналии, хигиена и многу ретко за облека.